Највисоката човечка слобода е можноста да избереме меѓу она што ни се случува и она што го правиме. Што треба уште да направам? И кафе машина, и пинг-понг. Шеф-Роевски се издвојува како една можеби звезда во таа поле. Добар ден и добре дојдовте во следното издание на нашиот подкаст Кариера МК на каде удиме. Мој денешен соговорник е Наташа Ивановска, основач и директор на Insight Group, како и консултант за човечки ресурси, бизнис тренер и коуч. Наташа, добре ни дојде. Благодарам за поканата. Многу ми е драго што сум кај вас на една многу интересна тема денес. Се служувам и јас. Да започнеме. Значи, на денешниот подкаст ќе зборуваме за емоционалната интелигенција, што го носи првото прашање поврзано со неа. Дали емоционалната интелигенција е нешто што е вродено или нешто што може да се развива? Ние пред да го започнеме мој подкаст малку продискутиравме. Јас велам дека е нешто што човек се раѓа со тоа и едноставно ако е роден со тоа го има и движи низ животот и низ бизнисот, но што е со оние луѓе кои што можеби го немаат тоа како вродена карактеристика, дали може да се развие и дали може да се достигне некој висок левел на емоционална интелигенција кај овие луѓе? Одлично прашање. Ова е една тема што доби на актуелност за време на короната, особено во бизнис светот, каде што видовме дека емоциите се составен дел од се што правиме во животот. Во суштина го побио на тврдење дека емоциите и работата или емоциите треба да се остават дома кога сме на работа. Се видовме во различни животни улоги и видовме дека емоциите и те како влијаат на се што правиме. И тогаш некаде околу 2020 ни пристапи една интернационална организација, Genos International, која што потекнува од Австралија и која што се фокусира токму на ова прашање како емоционалната интелигенција може и треба да се развива во организацијски контекст. Врз основа на нивните истражувања, практично ни носи една алатка која што вели дека емоционалната интелигенција како способност за забележување на своите емоции, емоциите на другите и свесно управување со однесувањата кои што влијаат на тие емоции, ние сите ја имаме можноста тој сет на вештини, таа компетентност да ја развиваме. И во тој модел се дефинирани 6 компетенции, 6 клучни групи во кои што ние можеме да се развиваме доколку нели го најдеме мотивот тоа да го развиваме. Едноставното прашање на вашиот одговор е емоционалната интелигенција е нешто што секој од нас може да го развива од една едноставна причина. Емоциите се дел од нашиот од нас модел како човечки суштества. И во моментот кога викаме во оваа ситуација емоциите не ми се потребни, буквално како да се трудиме да затвориме еден значаен ресурс кој што го носиме природно, вградено. Ако ги земеме децата како пример, ние практично првиот модел на комуникација со околината е низ емоциите. Нашиот дел од мозокот кој што ги процесира емоциите, емоционалниот мозок, така наречен рептилски мозок, кој што е еволутивно и прв развиен како биолошка функција, постои во нашиот мозок. Така да емоциите не се како што најчесто викаме тука ми се емоциите се исто така во нашиот мозок и се составен дел од нашата, би рекла, дури и биологија. Сите ги имаме и сите можеме да бидеме подобри во тоа. Како лидер, кој е најголемиот предизвик кој што сте го имале на емоционално ниво? Што е нешто што би го издвоиле, што ви представувало предизвик? Да, и во мојата работа и работата со лидерите, јас викам има една, најчесто така и на нашите работилници викаме има една добра вест и има една лоша вест. Добрата вест е дека ова се учи, особено првата компетентност, што се вика свесност за себе. Така, во претходното прашање споменавте дека има 6. 6. Сега веројатно од тие 6, првата е свесност за себе. И добрата вест е што тоа можеме да го развиваме. Свесноста за себе, колку и да мислиме дека се познаваме, парадоксот е дека тоа што ни е најблиску, многу често најтешко ни е да го согледаме. Особено за себе имаме многу често различна представа тоа што луѓето не доживуваат. И како лидери, првиот чекор или првата препорака е во таа компетентност да бараме фидбек и да сме отворени тој фидбек или тие мислења
за нашите однесувања да ги сослушаме и да ги разбереме без да се браниме или да се објаснуваме со околината. За лидерите ова е голем предизвик и често тука стапува на сила онаа представа што ние долги години сме ја граделе, сликата за нашата успешност, врвна компетентност, непогрешливост. И кога некој од тимот ќе рече, ама мене малку ова како да не ми одговара, начинот на кој што ми се обрати ми беше како да не ме почитуваш доволно, а за лидерите тоа се доживува многу во некои ситуации како сме можеби лично дрско, кои се тие мене да ми се обратат на тој начин и така натаму. Па дури би рекла дури и со родителскиот стил со децата, нели кога децата споделуваат нешто, јас често правам паралели лидерот и тимот и родителот со својот домашен тим, слични се тие вештини. Предизвиците за лидерите се практично да останат отворени за тоа како се доживеани. И оваа алатка Генос нуди можност да побараме и по писмен пат фидбек од тимот, анонимен, и да си добиеме една убава слика кои однесувања ги прикажуваме, како не доживуваат, а што е важно во тимот. Бидејќи ние на делот на емоционалната интелигенција викаме има една причинско-последична низа, начинот на кој што ние се чувствуваме не води да се однесуваме на одреден начин. Начинот на кој што ние се однесуваме влијае на тоа како луѓето се чувствуваат. Начинот на кој што луѓето се чувствуваат влијае на тоа како тие постапуваат и како работат во текот на денот. Практично како една верижна реакција која што започнува од свесноста за тоа како јас се чувствувам. И тука е моќта преку таа свесност, например, ако чувствувам лутина во моментот, наместо со лутина да постапам во тој разговор, да го извербализирам тоа што ме лути, да речам навистина се чувствувам налутено, зашто рокот е пропуштен, зашто не е испочитувано ова што сме се договориле, како ова да го смениме, како во иднина да не се случи, таа емоција да добие свое место наместо да на продуктивен и свесен начин. Да ја препознаеш својата лутина, својата емоција во тој даден момент и да ја изразговараш. Не да пренесеш лутина и бес на соговорникот во случајот. Токму така. И најчесто тоа што се прави кога не сме свесни или немаме доволно развиени компетенции да ги менаџираме тие емоции, постапуваме со еден вид некогаш сарказам, иронија, нешто што викам, ама јас само се посмевам, не мислам така. Третата компетенција во Генос моделот е автентичност. И викаме кога автентично споделуваме како се чувствуваме, на соодветен начин вербализираме, другата страна не доживува како некој што заслужува доверба. Наместо да толкува што е сега ситуацијата, да кажеме ова ме плаши, дали како ќе стигнеме со оваа задача, ме плашат натрупаните работи. Мене како лидер. Лидерот не е некоја супермен фигура која што лета со магична наметка. И тој е човек кој што се бори исто така со своите емоции и со своите предизвици. И тука е во суштина следното ниво на лидерство каде што автентично ќе ги имаме овие компетенции. Прво ние да покажеме, за да можат сите во тимот да дојдат со своите емоции да дискутираме за нештото, настрана од техничките аспекти кои што најчесто се дел на дискусија на тие состаноци. Еве, Наташа, како се справуваш, например, со сопствените емоции во една стресна ситуација, за да сепак останеш пример за својот тим? На кој начин го правиш ти тоа? Да. Тоа што прво го научив јас низ оваа едукација, да речам, ние со уште една колешка, со Билјана Велевска, сме мастер тренери, значи имаме можност да сертифицираме и други лица што работат со овие алатки. Првото нешто беше прашањето како се чувствувам и што тоа чувство, таа емоција ми носи како информација. И кога чувствувам некаква промена во енергијата внатрешно, викам како се чувствувам, ако има збор за ова чувство, што е тоа и каква информација ми носи. И тука имаме некогаш се, како викаат оние, 15 секунди меѓу тоа што се случува и тоа што ние избираме да направиме. Тоа е она, можеби сте го сретнале, мојата една од омилените реченици на Виктор Франкл, највисоката човечка слобода е можноста да избереме меѓу она што ни се случува и она што го правиме. Односно постапката што е одговор на тоа случување,
да не сме на автопилот, туку да имаме неколку секунди и да речеме Да застанеме, да подразмислиме на кој начин ќе одговориме на кој начин ќе одговориме и практично ние сите емоции кои што ние ги нарекуваме негативни, ние викаме дека нема негативни и позитивни емоции, има пријатни и непријатни. Меѓутоа сите емоции што ги доживуваме имаат добра намера. Тие ни се вградени за да ни донесат некаква информација. Емоцијата е информација. Ако сме поотворени да ја примиме таа информација, како лидери можеме да донесеме поиздржани, посеопфатни одлуки и да овозможиме тие одлуки да бидат спроведени. Например, треба да направиме некаква промена во тимот, треба некого да пренасочиме можеби на друга задача. И сега е прашањето како јас се чувствувам во односот на таа одлука, колку ми се тие емоции пријатни или непријатни, од каде ми доаѓа ако е непријатно чувството, како да го извербализирам, како може другиот човек да се чувствува со таа одлука и како да ја поддржам таа дискусија, да не само да ја соопштам одлуката, туку да го поддржам спроведувањето. И ова е една сериозна подготовка што со време станува практична алатка. Неколку минути се во прашање, не е нешто што некој ќе пишува нели есеј. И токму така се вика компетенцијата емоционално расудување, emotional reasoning, кај што практично и информацијата од емоцијата ја ставам заедно со другите информации што ми се во прашање на таа тема. И имаме пошироко гледање на проблемот или на темата за да можеме да донесеме како лидери одлука која што понатаму ќе биде спроведена и ефектуирана, прифатена од тимот и ќе даде соодветен резултат. Да не биде така рече менаџерот, директорот така рече и тоа е тоа. Најчесто голем дел од одлуките тука висат, го немаат луѓето чувството на собственост дека таа одлука треба да се спроведе и проследи. А може ли да се најде некој баланс помеѓу рационалната одлука, она што е рационално размислување одлука и емпатијата? Тие не секогаш се ближни, но сакам да кажам, можеме ли некако да поставиме баланс помеѓу тие две работи, она што е рационално да постапиме и да одговориме и она што е емпатија што го чувствуваме за одредена личност во таа конкретна ситуација. Многу убаво прашање, ова често се појавува од страна на луѓето со кои што работиме. Практично рационалниот дел вика што е добро да се направи, а овој делот со емоционална интелигенција е како тоа да го искомуницираме. Многу често ние ги имаме аргументите на маса, ги имаме анализите, точно бројките кажуваат тоа што кажуваат. Прашањето со емпатијата дефинирана како високо ниво на свесност за другите, способноста да ги препознаеме и да ги разбереме емоциите на другите, практично ни даваат една моќна комбинација меѓу што е тоа што треба да се направи и како тоа на најдобар начин на другата страна да се искомуницира и соопшти. И тука голем дел од лидерите го губат потенцијалот да направат поврзување на луѓето во тимот со свесност за нивните потреби, со препознавање на тоа што кај нив се случува и уважување да ги донесат на истата, би рекле, на истата маса, на истата дискусија. Лидерите имаат, како да речем, не лесна улога и многу често таа позиција е осамена. Се чувствуваат како да се оставени сами на светот, со големо ниво на тешки одлуки, со големо ниво на одговорност. Новиот стил на лидерство, новите лидери практично треба да се свртат и кон она што новите генерации на вработени го бараат автентични лидери кои што ќе ги донесат овие теми во салата за состаноци, кои ќе речат јас го гледам кај вас стравот, ја гледам загриженоста и јас сум загрижен. Ја делам радоста. Ние имаме дури пречка, викаат некои од луѓето со кои што работиме, ако многу ги пофалиш, ако многу се израдуваш, ќе се опуштат. Треба да се држат малку луѓето малце во стега. Во стега, инаку ќе се разлавават и нема да работат. Клучот е во балансот и во препознавањето, нели, кога на вистина на тимот да му се отдаде признание за тоа што го вложил, а кога да ја сподели загриженоста и непријатните информации кои што се дел од секоја работа, пропуштени рокови или нешто што не се исполнило како што сме замислиле. Меѓутоа, клучот е комуникацијата, прилагодената комуникација во дадениот момент на дадената група со која што комуницираме.
Јас ме потсети малку, твојот одговор ме потсети на една анегдота, мислам, на Далибор Шумига. Јас многу го следам, не знам, Не сум го чула. тој е Хрват, доста стручен во емоционалната интелигенција, во бихевиористичката способност, да речам, на луѓето. И имаше еден пример, баш ми излезе како рилче, го гледав, вели токму за емпатијата на лидерите. Имаш од една страна лидер кој што ги теши вработените. Болен си, супер, ајде ќе биде подобро, немој да се секираш, ќе биде секако што треба, смирено, само полека. Од друга страна, например, имаш лидер кој што не е толку емпат во однос на вработените, но ако заглавиш во затвор, прво на него ќе му се јавиш и ќе му речеш: "Шефе, заглави во затвор, што можам да направам? Во кој затвор се ќе додам да те изнесам?" Во таа насока има, например, лидери кои што се премногу емпатични, но кога ќе се случи некоја тешка работа, дали лично на тебе некој тежок период во животот, само ќе те потапша по рамо, или друг лидер кој што не е доволно емпат, но е секогаш тука за тебе вистински да излезе и да ти помогне во таа дадена ситуација. Па каде е балансот во емпатијата? Колку еден лидер треба да биде емпат кон вработените? Доживам дека ова е нова тема во нашето општество и за некои поими немаме соодветни зборови. Ова што е во приказната на англиски има еден поим што се вика sympathy. Empathy and sympathy. Empathy and sympathy. Не, јас не сум стручна, но одличен е примерот. Како што мислам, ја следам, многу ме интересира таа тема и ме натера едноставно да го споменам и овој пример. Значи симпатија и емпатија. Симпатија како емпатија е препознавање и разбирање на емоционалната состојба на другиот, уважување. А емпатија се додека ние остануваме во нашата зона, значи не влегуваме во емоцијата на другиот, ако некој плаче да плачеме заедно. Викаме: "Разбирам, тоа ти се случува, жал ми е што тоа се случува, што можам јас да направам", додека остануваме во нашата зона на одговорност, да речем. А ова кај што лидерот премногу навлегува во, како да речем, во поддршка која што не секогаш е функционална ако ние влеземе во истата емоција со нашиот колега. И тоа е симпати, кога влегуваме буквално во неговата емоција и, како да речем, некогаш може и да се удавиме ако таа емоција е пресилна и не можеме да излеземе. Улогата на лидерот е да остане во со свесноста за себе, практично вика што е тоа што се случува и на кој начин можам со свесност на другиот да постапам во оваа ситуација. Емоционалната интелигенција е нешто што, како и другите компетенции, се манифестира низ однесувања, не низ зборови. Значи, ние до утре можеме да имаме некој лидер до нас или колега кој што вика: "Јас многу се грижам за тебе и те почитувам", а во пракса да видиме сосема спротивни постапки и тогаш повторно нашиот емоционален мозок го фаќа она што ние го викаме неконгруентност. Едно кажува, друго прави. И тоа е недоследноста што во компетенцијата автентичност лидерот не успева да воспостави релација на доверба. Би рекла дека тоа е честа појава кај нас? Честа е, пак ти речам, колку се свесни лидерите дека има и друг модел, дека можат да бидат и ранливи, и автентични, и цврсти, и доследни, и на крај она што се другите компетенции, значи ги спомнавме првите три: свесна за себе, свесна за другите, автентичност, емоционално расудување, го спомнавме, останува себеуправување, во себеуправување, управување со своите емоции, своето време, своите обврски. И како резултат на тоа, шестата компетенција е инспирирање на учинок. Значи, кога еден лидер ги поседува овие сите претходно наведени компетенции, природно доаѓа некако тимот да вложува повеќе, да сака да припаѓа, и учинокот или она што го произведуваме во текот на еден ден да биде многу често и надвор од она што било планирано. Бидејќи голем дел од нашата енергија е вложен во продукција на ние сме тука сега и си разговараме, пријатно, ние сосема друга ситуација ќе беше ако ние сме во емоција на страф и загриженост. И сосема поинаку овој разговор ќе изгледаше ако знаевме дека некаква опасност се случува од било која природа. Така да лидерот во суштина има големо влијание
преку сето ова што зборуваме, преку своето однесување, свесно за однесувањата, да влие на тоа како тимот се чувствува во текот на еден ден и следствено на тоа како пристапува кон работните задачи. Постојано се прават истражувања и ова нешто што се мери, не е нешто што ние, како викаат ви од HR, све ви е така да биде фино на работа. Ние сакаме кога е хармонично и фино на работа. Сите сакаме. И кога има придобивки за двете страни. Паролата на Генос е life changing for individuals, game changing for the companies. Значи и луѓето во компанијата работат на својата благосостојба, денот им поминува убаво. Со тоа продуцираат повеќе, компанијата добива повеќе и како Апсолутно. општество одиме повеќе. Ова е нешто што е во добробит на сите. Сите добиваат. Што би рекла дека е поважно во една организација, техничката компетентност или емоционалната интелигенција кај лидер? Ако гледаме кој е трендот со појавата на вештачката интелигенција, голем дел од овие технички задачи веќе има машини што подобро работат од нас, пресметуваат, прават извештаи и тука нашите предвидувања, она што излегува како истражување, анализа е дека техничките компетенции од аспект на водење на тимови се помалку ќе бидат клучен фактор, додека овие релации, сите релацијски компетенции добиваат на значење. И тоа ќе помине уште подолго време, додека има некоја машина што ќе може ова да го сработи за нас. Ќе може ли? За среќа, јас не гледам такво нешто скоро. Јас знам да речам дека конечно нека ги земе и сите оние досадни извештаи што мене ми се досадни, анализи, и да ги видам финалните бројки, да можам со тие бројки да си разговарам со луѓето во тимот, да видам што тие мислат и нас да ни остане креативниот процес и релацијскиот. Ние како како општество како да се отуѓивме, како да технологијата ја искористивме за тоа, се случува нели да седиме еден до друг и да сме со телефоните во рака, воопшто да не забележиме другиот ништо поминува и да речеме се видов со колегата, што дозна за колегата. Какви емоции го носеа денес, што добро му се случило, што тешко му се случило, не ги водиме тие диалози. Не, апсолутно. Јас се надевам дека дел од она што ќе се случува како дигитализација, компаниите ќе стават и акцент и на луѓето во тој процес, бидејќи другиот аспект е дека сите тие процеси ќе треба да бидат управувани од луѓе. Ќе треба, сепак ни требаат и луѓето и во тие процеси. Еве сега имаме една компанија која што за да се дигитализира треба да ги мапира процесите, треба да ги опише, треба на најдобар начин да ги оптимизира за да може да ги даде на некои технолошки алатки тоа да го извршуваат во иднина. Луѓето се тие кои што ќе ги постават клучен фактор, основите, за да може да се шири компанијата и да ги оптимизира своите ресурси. Кои алатки или практики би ги препорачала за развивање на емоционалната интелигенција кај идните лидери? Имаме ли нешто што би можеле да издвоиме од? Верувам дека е доста широк спектар имате, но што е оно што би го препорачала како алатка за развивање на истото? Има една многу едноставна техника која што ја препорачуваме на крајот на секој ден. Некој му е вечерта, тој помирен период, некој утрото го започнува со некоја таква практика, да се запраша во денот како се чувствува, емоции ги доживеа, во кои ситуации се појавија тие емоции и какви информации ни донесоа. Малку да рефлектира не само на станите, туку и на себе си низ тие настани. Да си се поврзува почесто со својата емоционална состојба и да речеме имаше 2 состаноци денес. Едниот состанок беше многу брз и краток. Тука имав притисок да го завршам побрзо. Не знам колку беше ефикасен состанокот, другиот како да беше подобро испланиран. Колегите како да влегоа со енергија. Еден беше замислен, тоа малку ме изнервира зашто не беше вклучен, ми дојде да го повикам, ама не ми беше за пред сите. Значи, малку да си се вратат на тие ситуации, за да може во следниот ден, во следните интеракции да влезат со друг вид на енергија и друг поглед
и друго ниво на свесност. Значи не само настаните да ги враќаме во денот што ни се случиле, туку како и ние сме се чувствувале за време на тие настани, односно и како тоа влијаело на на исходот од состанокот. Бидејќи ние често викаме ама тие беа како што беа. Ти што направи во таа ситуација и какви опции имаш следниот ден да се појавиш во друга со друг пристап. Единствен начин да ги промениме другите е да се промениме себе си. Ти благодарам, супер одговор. Би сакала да знам како се менува улогата на емоционалната интелигенција во време на дигиталната работа и хибридните тимови. Може би тука би можела да ми споделиш, тоа сакав да те прашам, и некоја успешна приказна за некоја личност која што била дел од вашите обуки и тренинзи. Да. Ако ова што досега го зборувавме ни наслика една сложеност во лидерската позиција, ние имаме и лидери кои што работат со тимови кои што се насекаде низ светов. Со дел од тие луѓе и не ги знаат физички, понекогаш ги гледаат на камера. И тоа е исклучително тешко за нив како предизвик да воспостават автентична човечка релација, она по која што сите трагаме. И тука е примерот со еден лидер кој што имаше тим од експерти, специјалисти, со фантастични услови за работа, со фантастични канцелари во Македонија, меѓутоа флуктуацијата беше прилично висока. И се обрати кај нас со прашање и со високо ниво на лутина, што треба уште да направам? И кафе машина, и пинг-понг, и јас се соочувам со тоа. И све овозможивме, еве бара и физички овие активности, купони, све, и пак си одат. И низ разговорот со него беше дел од ова што зборувавме, а да си побараш ти фидбек од луѓето, ама не што сакаат како придобивка, од тебе што сакаат, што уште сакаат од мене, се им е дадено, а да ги прашаш сепак. И дојде до оние мали работи, ние што ги викаме на непарична мотивација. Вика, дел од тоа беше сакаме почесто да поминуваш време со нас што не е поврзано со конкретна задача. Да не прашаш како сме, да застанеш и да не погледнеш во очи, да го сослушаш одговорот. Да забележиш кога некој со нешто се мачи и да понудиш поддршка. И он вика, ма јас ето тоа го правам. Ти мислиш дека го правиш, луѓето во тимот го гледаат миниатурно тоа. Прашај ги како изгледа кога јас давам поддршка. И јас викам, тоа е следното ниво на меѓусебна искреност, која што во релацијата толку силно врзува, да јас практично ова што имам или немам кафе денес може и да не заприметам, ако мојот лидер или мојот претпоставен ми е дал дозата на уваженост и поддршка што мене ми била клучна. И се боревме малку околу тоа, ама јас ли треба, ама јас колку носам во денот, ама се има возможно, до тоа да почне дел по дел ова што луѓето го бараат, го менува кај себе, го дава. И исходот да биде дека и тој подобро се чувствува во таа улога, како да симна еден дел од онај, пак ќе речам, оклоп, представа што еден лидер треба да прави. Како сликата на семоќност и безгрешност. И лидерот е човек, исто така како секој од тимот со повисоко ниво на одговорност и со повисоко ниво на компетенција. Ние во кариера, не знам точно кога, јас сум релативно понов член на тимот на кариера МК, меѓутоа сме правеле истражувања во минатото, сме ги прашале луѓето дали би работеле за поголема плата, но во стресна средина, притисок, или би работеле за 20-30% помала плата, но да им е пријатно. Да имаат убав однос со менаџерот, како си, да си имаат повеќе дружење, она што го велиш. Да. Емотивната страна малку да бидат уважени, да бидат препознаени за секојдневното работење. И добивме одговор, односно, не сум точно сигурна колку во проценти, но беше значително поголем процент на луѓе кои што би работеле за помала плата, на место каде што би се чувствувале посрекни, без толку притисок, уважени за своето работење. За своето работење, ова е добра вест и нешто што истражувањата и на глобално ниво за новата популарно наречена генерација Z, родените од 98, Gen Z од 98 до 2012, каде што број еден мотиватор е
чувството дека некој ме уважува, дека моето присуство е ценето. Тие бројки се зависно од истражувањата од 70 до 90%, дека акцентот на ментално здравје, на она што јас во текот на денот го носам како чувство и го носам и после работа дома, дека тоа е нешто што првично го бараат како придобивка. Едно истражување ново на еден експерт кој што се на глобално ниво, да речам, се цитира во овие кругови, Зак Меркурио, кој вика дека само 3 работи лидерот треба да ги направи во текот на денот за да може тимот да го добие тоа што му е неопходно на оваа област. Го нарекува NAN моделот: noticing, affirming и needing. Да го забележиш човекот, буквално да дадеш фокус на присуството негово, на неговите уникатни придонеси во текот на денот, во смисла начинот на кој што ти викаш наутро добро утро, сите не прави да се почувствуваме поенергизирани, начинот на кој што ти на средбите даваш промислени предлози дава многу во квалитетот на нашата работа. Значи за нешто специфично да се уважи и да се каже неговиот конкретен придонес во тимот. И сега ова некој ќе рече сега треба на секој поединечно да го правам. Денес ќе биде еден член во тимот, друг ден ќе биде некој друг и ќе ги бараме тие природни моменти кај што тоа ќе го правиме, или па да биде тоа автентично и заради тоа што го мислам. Сите овие техники на крај треба да бидат дел од она што го викаме ние мојот природен стил на комуникација. Прво го освестуваме и го учиме, а понатаму го применуваме природно бидејќи веруваме во тоа дека тоа е начинот на кој што треба да се комуницира во нашиот тим. Кога бараат повисока плата, најчесто со нешто друго не се задоволни, па викаат за ова што ми се случува или за ова што го трпам, барем платата да ми биде повисока. И со тоа мислат доаѓаат да бараат повисока плата. Претходно има еден процес што викаме како доаѓаш ти до тоа да ова што ти се случува не е доволно добро за тебе. Што мислиш, дали во иднина лидерството ќе се мери повеќе преку резултати или преку начинот на кој лидерот комуницира и мотивира? Дали резултатите од работењето, како финансиски извештај, како да речеме, продуктивно што се продуцирало, финансиски аспект да, или од друга страна лидер кој што мотивира, кој што комуницира, кој што го движи тимот напред, што е дел од тимот заедно со тимот, не е он па тимот, туку е он со тимот. Да. За среќа, овие две работи се многу блиско испреплетени. Да, практично кога лидерот успева да биде дел од тимот, успева да овој цел сет на компетенции што го зборувавме го прикажува во секојдневната работа, бројките одат природно погоре. Значи истражувањата покажуваат дека дури до 30% се зголемува продажбата. До над 70% се намалува турноверот, односно промената на вработените. Една промена на еден вработен чини најмалку 6 негови бруто плати. Сега замислете колкава заштеда е тоа. Практично лидерот кој што ние би рекле само продуцира или фокусот му е да продуцира бројки, долгорочно не е лидер, бидејќи не ги расне луѓето, не ги задржува, не ги инспирира да сакаат понатаму да придонесува. Видиш дека овој модел не би можел да биде истрен, може би во моментот би продуцирал повеќе финанси и би носел повеќе продажби, сега се фативме за продажбата, да. Но на долг рок тоа не би можело да истрае. Ќе истрае овој другиот кој што мотивира, комуницира и е дел. Ги задржува вработените. Ние од минатата година направивме еден практичен, да речем, модел за нови лидери. Се вика Next Gen Leaders, Охридска школа за лидери. И ја имавме нашата прва група од 13 лидери од 6 компании во Македонија, основачи и сопственици дел беа, кои што поминаа низ оваа програма да прво го освестат својот пристап и го реинвент, како би се рекло, да го пресоздадат својот лидерски модел во компанијата и да се роди еден нов лидер кој што одговара на потребите на оваа генерација на вработени. И во таа Охридска школа за лидери емоционалната интелигенција цел еден викенд, кај што лидерите си добиваат фидбек од тимот, како ги доживува и кои се очекувањата и работиме таму како тоа да го дадат. И како да стане повторно една, ако се вратиме на првото прашање, нешто што дури ако сум мислела дека го немам,
природно. Сега сваќам дека разбирам дека тоа е една природна човечка особина, дел од моите однесувања кои што можам да ги развијам со поголемо ниво на свесност. Можам да дадам забележување на другите, можам да ги уважам во тоа, што можам да влезам со прашање што ги загрижува, што ги плаши, можам да побарам фидбек и да слушам нивната критика, да го слушам корективниот фидбек, да кажат не можам да те најдам, многу си зафатена. Често ти праќам мејлови, а ти не ми одговараш. Јас да речам, да, ама знаеш ли колку имам работа? Да, ама мојата работа, како се чувствува другиот кога нема одговор. А ми пишуваш ноќе мејлови, тоа ме вознемирува. Значи да го чуе фидбекот и да каже што од ова можам да променам ако тоа на другиот човек му е значајно. А сепак да го имам чувството дека се ја задржувам автентичност. А ние како возрастни со тоа се бориме. Како сега јас да се променам? Јас сум такав каква што сум. Супер ми. Ако може другите околу мене да се променат, најдобро би било. Многу често, многу. Да, ова е многу реална слика. А јас во мојот живот сум видела ситуации кај што другите се промениле со тоа што сум јас сум направила одредена промена и како вика магично почна да превземаат луѓето повеќе одговорност. Кога јас се тргнав малку и оставив простор и другите да пробаат нешто и да сгрешат, да се вложат и да преживеат со грешката и да научат нова вештина. Најчесто лидерите се жалат за неангажирани тимови, а во суштина кога ќе побараме примери како поттикнуваат да се ангажираат луѓето, слушаме само примери кај што лидерот е тој што ги носи одлуките, одговорност и така натаму. Што влече. Каде е просторот другите да дадат предлог и да се обидат. Вештините се учат преку конкретни примери, однесувања, ситуации и така. Така да тука некаде ни е иднината. Јас викам иднината е релацијска. Што ми интересира вака од славниве личности, кога би можела да издвоиш емоционално интелигентна личност, кој би го издвоила вака по тебе? По се тоа што го дискутиравме, мислам, не знам дали е фактор и лично да го познаваш човекот, но еве и не мора лично да го познаваш. Например, вака од медиумиве што си видела, дали по вести, дали на телевизија некој интервју и така натаму, кој би го издвоила како личност кој што има емоционална интелигенција? Прв пример, како се вика на прва мисла, Тоше Проевски се издвојува како една можеби звезда во тоа поле, со едно високо ниво на свесност за другите и способност да се поврзе, она што викаме да си дел од тој концерт, а да имаш чувство дека концертот е само за тебе. Да имаш чувство дека тебе лично ти се обраќа. И тоа е една силна компонента на способност да се поврзеш со другите и да влезеш во емоцијата на другиот, во смисла да поттикнеш, бидејќи тоа преку нашето однесување да поттикнеме емоции кои што водат кон поврзување. И тука ги имаме, нели, принцезата Дијана се спомнува како некој кој што и после толку години остана како икона на таа тема, со сосема непознати луѓе да се воспостави таа релацијска врска и да сакаат луѓето да споделат, да се почувствуваат поддржани, да се почувствуваат видени. И ние практично не мора да познаваме некој многу длабоко. Тоа е предноста на овие алатки. Нашиот емоционален мозок на ниво на неврони ја фаќа таа емоција и ние викаме емоциите се заразни како вирус. Значи не може да седиме во иста просторија и ништо да не зборуваме со човекот и да се чувствуваме пријатно или да се чувствуваме напнато, да не знаеме да си објасниме зошто. И тоа се случува и на екраните, нели, кога ги гледаме. Разбирам, не предизвикуваат одредени чувства и ние или имаме желба да останеме на каналот да гледаме или да се тргнеме. Буквално како и најчесто не знаеме зошто е тоа, што се случува. И ова е една моќна алатка, често ни викаат на буките, а што ако ова падне во рацете на некој што ќе го злоупотреби, или ние викаме злоупотребата може да се случи, меѓутоа е краткорочна. Ако сакаме да ја задржиме релацијата, треба да го употребуваме се тоа во насока на двострана добивка. Лидерите да бидат подобри во тоа што го работат и тимот да добива, секој поединечно да добива
и да се развива во ова поле и да добива она што секојдневно во работата му е клучно. И за крај, Наташа, на каде одиме? На каде одиме? Јас викам иднината е релацијска и одиме едни кон други, нема друго. Одиме Едни кон други. И време е да се развиваме во таа насока. Многу ти благодарам, прекрасен разговор, си имав многу инспиративен и ви јас научив нешто. Ќе си останеме во контакт, се надевам. Посакувам во некоја наредна прилика повторно да бидеш дел од нашиот подкаст. Ти посакувам многу успех во иднина и до некој наредно видео. Благодарам, мене ми летна времето, уживав Исти во мене. разговорот. Прекрасно беше. Се гледаме во следна прилика. Ти благодарам.